Според вице-премиерот Изет Меджити, Кочани е совест која повикува на постапување за сите други слични случаи, како Беса Транс, модуларната болница и Ласкарци, кои немаат епилог и за кои граѓаните се уште ја чекаат правдата за изгубените животи. Се молиме за преживеаните и се подготвуваме да им кажеме последно збогум на оние кои трагично загинаа на 16 март. Како влада ветуваме дека горката лекција од Кочани научена, дека пораката е примена, државата нема да седи со скрстени раце и нема да дозволи правдата да се изгуби и да се девалвира низ институциите изградени да ги штитат недопирливите. Државата ќе действува, одговорност ќе има за Кочани, за Беса Транс, за болницата во Тетово, за Ласкарци, за сите трагедии кои се случија заради корупција и неказнивост, а како последица се човечките животи. И премиерот Христијан Мицкоски вети дека повторно ќе се отворат сите претходни случаи и дека ќе се спроведе детална истрага од надлежните органи. Ова го кажа во интервју на Сител, зборувајќи за стравот кој владее меѓу граѓаните од многуте трагедии кои се случија последниве години. Мицкоски е убеден дека ќе ја добие оваа битка, а доколку тоа не се случи, вели дека тој ќе биде тој кој ќе ја урне владата. Јас сум таков човек. Кога влегувам во битка, кога ќе одлучам да влезам во битка, или јас, или противникот. Не може двајцата. Добро, ве држиме за збори да ме држите за и збори. граѓаните со сигурност мора. Ако не успееме во оваа битка, јас сум тој што сам ќе ја урнам оваа влада и нормален процес во една демократска држава е да се оди на избори. Бидејќи не сум успел. Ме поразиле. Затоа и ви реков, или тие, или ние. Нема овдека повеќе простор за двајцата. Инаку во несреќата со Беса Транс, животот го загубија 45 лица, меѓу кои 12 деца. Во несреќата кај Ласкарци 16 лица. Додека во пожарот во модуларната болница во Тетово, животот го загубија 14 пациенти.